4 нови истраги и едно обвинение најави специјалната јавна обвинителка Катица Јанева на денешната пресконференција. Таа посочи дека во текот на наредните денови до судот ќе биде доставен и обвинителниот акт за предметот транспортер, во кој осомничен беше градоначалникот на Битола Владимир Талевски. Истрагите се под имињата Табла 300, Тотал и Тифани. Ова прилика сакам да ја споделам нашата перцепција, која се заснова на голем број обезбедени пред се материјални, но и вербални докази дека во периодот од 2008 до 2015 година Управата за јавни приходи и Министерството за финансии не само што не ги извршувале законските должности од делокругот на нивното работење, напротив, дозволиле и поединци и други министерства да работат спротивно на законите во Република Македонија, а за тоа овозможувајќи да одредени физички и правни лица се стекнат со имотна корист за сметка на буџетот на Република Македонија. Прво отворената истрага, која се води под името Табла, се однесува на кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 од Кривичниот законник, а постои основано сомнение дека е извршено од страна на директор на Централно основно училиште Реджо Рушит Зајази од село Зајази. Постои основано сомнение дека без да се спроведе постапка за јавна набавка и спротивно на задолженијата дадени со решение од Министерството за образование и наука на Република Македонија, осомничениот со намера правното лице Баупроф Дојел Кичево да се стекне со имотна корист, склучил договор за градење на нов училишен објект во село Горно Строгомиште, општина Кичево, за износ од 12.346.394 денари, односно за 200.000 евра. Трета отворената истрага, која што ќе ја препознаете под името Тотал, опфаќа действија на извршување на едно продолжено кривично дело, данично затајување од член 279 став 2 во врска со став 1 од Кривичниот законник. Например, наводно за потребите на правните лица купени се душеци Magic Touch, и тоа два, во износ од 3080 евра, или рачен часовник, Writerlink, во износ од 2341 евра, или мебел во вкупен износ од 65.940 евра. Четвртата отворена истрага, која што ќе ја препознаете под името Тифани, за да биде појасно, осомничената која што е управител и областен подписник на споменатите правни лица, истата преку овие правни лица вршила набавка за себе лично, а затоа ќе ви наведам неколку примери од асортиманот кој што наводно е купен за потребите на тие правни лица. Например, според доказите, наводно за потребите на правните лица е купена е долна облека од 500 евра или облека с долни штачели, ташни и ремени во износ од 33.508 евра, очила, шминки и пудри за 1009 евра и други работи како што се луксузен мебел, точаци, сигурности врати и слично.